Како може он да извади толкава риба? Тоа е целиот проблем. Како да им објасниш, како? Значи, ја не сум некој паднат од Марс, прво. Сум направил грешки ненормални. Ми кинал, како, што да ти кажам, ужас. Сум ставал конци, монци, вакви, трски, мрски, све сам. Неколку утки сум имал да живците да ги скинеш. Огромни сумови. Арно, ама сум го нашол чарото од искуство. Од овала сом таков не можеш да издадиш. Реално, да кажем. Затоа што си ограничен во движење. Така. Ти го земе цел конец. Не за друго. Мора да го пратиш. Мора да има дрил јак, толку и спорт дрил. Многу се што е поголема риба од 50 кила. Е полесно да извадиш него сом од 20 кила. Од 15, од 10. Ова кога ги фати прави трга и не е она. Ово е незадржлив, само многу предвидлив. Не влага у сакачки, ги врти кривините, не ти се пика вама, Не е као крапот. не ќе да се удари од ништо. Нема кај да заглају. Сигурен е И господар. сега тајните се, не ги кријам тајните. Нема што да... Значи, тука ми е чамецот, тука ми е ударот, све рипам во чамец. И го пратиш. Чамец ми е заглавен само на весло. Така. Рипам го, откачувам и тргам. И сега не го ни палам. Почнува борба. И почнува борба. И он ме вози се, јас само го држам, он иде мене. Не стикваш сета. Тоа е више кефој. Пиво си пиеш и идеш со него. И доаѓаш и он Те застана. вози. И застанува, легнува, готово, не може. Цело време сега да се одмори. Пората е да не му даеш да се одмори. Да го држиш нотот. Ако го оставиш 5 минути да се одмори, рачуне пола сат имаш плюс. Ќе продолжи. Ќе продолжи. Да го вадиш. И пората е да имаш сега 50 конец барем. За да можеш да го дигаш, он не дава отпор кој ќе се... Да, ама тежината бе. Самата тежина му ја дигаш сега ти. Дигаш, Да. он стои вака. Ке- И доаѓа до врх, ќе осети дека... На Да, површина. и тогаш, ама Пак. тогаш си спремен, така и го пушташ, он пак ќе Значи, отиде. поново нурнува. Да. Сега нурнува, не оди вамо тамо, тука, само На нурнува исто до место. и легнува. Пак го дигаш, пак, јојо го играш. Колку, 3-4 пати? Јојо, 2-3 пати, и он веќе не загнурува до дно, па вториот пат Кругови. помалку заронува, па третиот пат уште помалку, и после ќе излезе на површина и ќе врти и ќе се нервира. И возеа твој сомот, затоа што треба само да имаш живци да не те паќа паники никакви. Стави дојде ќе си легне вака како ќе се преврти и ќе си седи така како вида ти е жал и ќе си го извадиш. Сега кој ќе ти помогне да го кренеш од чамец, тоа е пората. Да, како ќе го префави. И тоа, и треба да го пазиш како. Или ќе го вржеш како старецот и морето. И тоа да не го влечеш на стомак, ќе му пукнеш тоа Жолски. шолската, ќе умре. Да. И ќе не можеш да го чуваш. Ќе треба да си одиш, а вака ќе патиш уште еден, зашто орото трае.